Расте бројот на заразени од голема кашлица. Нови 4 случаи за само 24 часа. Со тоа бројката на пациенти со пертусис се искачи на 22. Докторите предупредуваат дека состојбата станува алармантна. Освен на детска клиника, хоспитализирани има и во Козле. На болнички третман се 2 доенчиња кои засега се во стабилна состојба. Педиатрите стравуваат дека бројките ќе растат поради нискиот опфат со дитепер вакцината и апелираат до родителите да си ги вакцинираат своите деца. Според педијатарот Андоновски, најизложени на заразување се новороденчињата. Таа состојба може да биде најопасна токму кај новороденчињата и малите деца. Заболување кое што е предизвикано од бактерија Bordetella pertussis веќе на целиот регион и ширум позната, дека навистина е бактерија која што мислевме дека на некој начин е искоренета, а еве сега имаме и спорадични случаи поради одредени причини кои што навистина се предмет на дискусии и навистина треба да бидат навистина апсолвирани и кажани како што треба. Според педиатрите, само со поголем опфат на вакцинација може да се намали бројот на заболени од голема кашлица. Препораките кои што ги слушнав од комисијата на некој начин можам да кажам дека си имаат свое место и свој начин на прилагодување, но мора да бидат токму правилно специфицирани. Сметам дека комисијата сето тоа што го донесе се уште треба да заседава уште неколку пати за да токму да ја следи ситуацијата. Видите, оваа ситуација не секој пат е под контрола и може да биде под контрола. Апелирам да нема паника на населението, но сепак мора да кажам дека навистина овој пат навистина здравствената свест, здравствената култура треба и се покажа дека е момент дека треба да биде покрената и покачена на многу повисоко ниво. Епидемија на голема кашлица во Скопје и забрана во градинки на невакцинирани со дитепер. Овие препораки ги даде Комисијата за заразни болести, откако веќе се појавија нови потврдени случаи на пертусис. Една од препораките на Комисијата е и организирање на работата во вакциналните пунктови во 2 смени и дополнително во сабота да примаат деца за вакцинација. Се со цел да се зголеми опфатот на имунизација. Последниот збор за ваквите препораки од Комисијата ќе го има владата.